Сиромаштијата годинава влезе на голема врата. Поради големи долгови блокирани се над 180.000 трансакцијски сметки, покажува статистиката на Народната банка. Последните податоци покажуваат дека има зголемување на сметките кои се надвор од функција, што е директен аргумент за животниот стандард. Сметките ги блокираат најчесто извршители за банките, компаниите, но и други надлежни институции поради долгови по разни основи. Точниот број на блокирани сметки на крајот на јуни е 221.365. Од нив на физички лица е 185.151, додека на правни лица, односно компании, 36.214. Блокирањето на сметки значи долг и немање на пари, но уште поголем трошок за граѓаните, бидејќи се пресметуваат камати, извршители и други административни трошоци. Затоа и прашањето за редефинирање на законот за извршители, што станува се поизвестно. Во јуни, ако се споредува со мај, бројот на блокирани сметки се намалува, но во споредба со април бројот е поголем. Ситуацијата не е иста кај правните лица каде бројот на блокирани сметки, кои тие ги поседуваат, расте на месечно ниво, но во јуни е помал од крајот на минатата година. Од друга страна, со оглед на тоа што граѓаните и правните лица имаат по неколку сметки, бројот на блокирани сметки не значи дека толку граѓани или фирми се блокирани. Според статистиката на Народната банка на Македонија, на крајот на јуни блокирани се 102.043 депоненти. Од нив физички лица се 76.996, а правни се 25.047. За цела 2020 година сите извршители во државата наплатиле над 123 милиони евра, сума која е безмалку идентична на таа од 2019, кога немаше прекин на извршувањето.